Најубавите нешта во животот секогаш ги добиваме бесплатно. Здравието, љубовта, пријателите и семејството. Токму затоа збогатете го вашиот дом со уште еден член. Земете си домашен миленик кој што неизборно ќе ја дава љубовта на вашето семејство. Гледајте го прилогот кој следува, а нашиот гостин ќе ви каже како домашните миленици влијаат врз хармонијата и мирот во домот. Со нас е Фани Димитровска, клинички психолог и психотерапевт, која што ќе ни ја каже поврзаноста меѓу милениците и луѓето. Здраво, Фани. Здраво. Колку вие ги сакате животните и дали имате миленик во вашиот дом? Животните ги сакам, да. Миленик во својот дом имам, јас и мојот син, и сопругот ги сакаме животните, посебно јас 20 и повеќе години сум вегетаријанец, што мислам дека тоа доволно кажува за мојот однос кон животните и мојот став кон милениците, кои се во домот и воопшто кон животните. Што мислите од психолошки аспект, дали е добро да се чуваат миленици во близина на деца? Да, добро е да се чуваат миленици во близина на деца од различна возраст, но во секој случај треба да се внимава за кои животни станува збор, бидејќи постојат и опасни и агресивни животни, но во секој случај постојат и животни кои се и препорачливи. Рибите во секој случај се безопасни, желката, птици, канаринци, папагали, дури препорачливо и пожелно. Имам слушнато дека некои животни му помагаат на болни деца во лекувањето, па колку има вистина во тоа? Па ете и од аспект на психологијата како наука и на психијатријата се докажано е дека се користат во третманот и на потешки заболувања. Во тој контекст би го спомнала аутизмот. Се користат во третман на аутистични деца, коњите и доста помагаат, исто така делфините, во третмани на тешки психози, шизофренија, биполарни депресии, кои многу помагаат и го смируваат раствојството. Многу од родителите не сакаат животни во близина на нивните деца, колку е тоа исправно според вас? Како што кажав и претходно, тоа зависи од видот на милениците, кои миленици би ги одбрале. Во секој случај јас не би одбрала за дома еден питон, да го чувам без разлика колку не е агресивен, колку е мирен и кроток. Но тука може би ќе звучи грубо, но сепак тоа е и себичноста до некаде на родителите, бидејќи тие сметаат дека тие ќе треба да се грижат за тие миленици, а не децата, но не е секогаш така. Ете конкретно во мојот случај, мојот син се грижи и за желката, и за рибите, нормално и јас тука му помагам, ги храни, се грижи за нив, бидејќи освен хранењето, хигиената на милениците ми е потребна нашата љубов. Верувајте дека разговорот, например со желката што ја имаме, или музиката која ние ја слушаме во домот, се гледа дека желката реагира на сите тие звуци, на сета енергија која што ја чувствува во домот, така да препорачувам миленици во домот. Како родителите да ги научат своите деца на одговорност кон милениците? Стекнувањето на одговорност кон животните може да се поврзи и со стекнувањето на одговорност кон сите други работи во животот и работни навики кои децата ги стекнуваат и ги развиваат. И тоа на некој начин може да се поврзи. Значи детето треба да знае дека во текот на денот треба да го нахрани миленичето, доколку некогаш тоа изостане, нормално дека родителот ќе се вклучи, но сепак треба да постојат сугестиите од родителите, дека тие се живи суштества, дека се нивни пријатели и дека треба да се грижат за нив. Пошто ни кажавте имате посетувано и други земји. Која е разликата во посветеност и поврзаноста на децата и милениците кај нас и таму? Постои разлика, бидејќи во нашата земја се уште постојат тие традиционални семејни односи. За разлика од Македонија, во западните земји, постои некој вид на себичност, на може би е груб збор себичност, но сепак тие повеќе преферираат миленици отколку деца. Имаше случај на мои блиски во Италија кои што не може да најдат стан за престој во Италија, каде газдарицата им кажала подобре да имате миленик отколку што имате мало дете. Така да тоа од ниеден аспект, ни психолошки, ни човечки, не е оправдано. Сепак пред се човечкиот фактор, човекот, а потоа милениците. Работифобијата е се повеќе застапен, што препорачувате како да се надмине? Откако страв не е проблематичен од психолошки аспекти, и сега фобијата представува нереален страв. Нереалниот страв може да предизвика
да биде предизвикан од предупредувањата на родителите, што не е секогаш случај. И во многу ситуации тоа е поврзано со некоја друга случка, која што се случила на детето, а само се проектира и се рефлектира врз некој живот. Например, страв од куче, страв од некое друго животно, од мачка, глушец, од инсекти, птици. Се тука значајно во психологијата ете некои толкувања според Фройд, дека се тоа баш проекции на некои наши несвесни, потиснати стравови и на тој начин настануваат фобиите, а додека е интересен е и тој аспект на Јунг, на Густав Јунг, тоа е она колективно несвесно, кој што постои кај сите. Тоа, например, може да се објасни со стравови кои што никој не ни ги спомнал и не мора да ни ги спомни. Тоа е, например, стравот од змија. Сите на некој начин се плашиме од змија, без разлика дали воопшто сме виделе некој живот од змија. Ви благодариме за гостувањето во нашата емисија и ако може за крај еден совет до нашите гледачи. Јас ви се заблагодарувам за поканата за гостување во емисијата. Како совет или како препорака можам да кажам дека е позитивно да се чуваат миленици во домот и за децата и за родителите, бидејќи на тој начин се стекнува тоа чувство на одговорност, чувство на сигурност, посебно во случаи кога чуваме куче, безбедноста во домот. Исто може тука да се нагласи развивање на љубовта. Значи, љубовта кон луѓето и кон животните. Така да, препорачливо и пожелно. Благодарам. He didn't look that bad. Was he? No, he was just lying beside her. Like, you had to go. No. Just curious to her. Oh, kisses!
Таа е најнаградуваното куче во Македонија. Во наредниот прилог, нејзиниот собственик ќе ни каже нешто повеќе за нејзината раса, францускиот булдог. Се наоѓаме во паркот за кучиња во Скопје, а со нас е човек кој што одгледува ретка раса на француски кучиња, како што самото име кажува, тоа е француски булдог. Здраво, Стефан, ти благодариме што ја прифати понудата да бидеш гостин во нашата емисија. Ќе ви благодарам, навистина ми е чест и мене како собственик на Gremlin House Kennel, одгледувачница за француски булдог, за да бидам гостин во вашата емисија која е прва во Македонија од овој тип и постои се уште. Прво би те запрашала од каде љубовта спрема милениците и кој е твоето прво милениче кој што си го имал? Па така, љубовта се роди веќе кога бев тинејџер во моите 8 одделение, кога добив на поклон од моите родители англиски кокер шпаниел. Исто тогаш ми се прави љубовта за да чувам домашен миленик, па потоа премина во некој вид на страст, па за ден денес застанам, се надевам веќе сум и професионален одгледувач на раса. Дали пред да започнеш да одгледуваш оваа раса, значи францускиот булдог, се длумеше помеѓу повеќе раси? И зошто токму одбора да биде француски булдог? Моја раса беше англиски кокер шпаниел, кој беше подарок, тоа е една тажна приказна која заврши неславно. Потоа, за да добијам на поклон македонски овчар шарпланинец, се занимавав со чување на шарпланинци скоро 9 години, но сметам дека жално е шарпланинец да се чува во едни домашни услови. Па така почнав да се ја барам со одветната раса на која ќе може да ја пружам она што самата раса го бара. Така да добив идеја да си набавам француски булдог, ми се свигаше неговиот карактер и така започна целата работа да денеска еве сум одгледувач на дури 5 примероци од оваа раса. Веќе ни кажа дека во твојата одгледувачница одгледуваш 5 кучиња. Кажи ни колку време имаш од одгледувачницата? Така, официјално се занимавам со расата, значи 5 години како што имам примерок на оваа раса, меѓутоа одгледувачницата решив да ја регистрирам во Кинолошкиот сојуз на Македонија крајот на 2011 година. Името Gremlin House Kennel беше прифатено од светската кинолошка организација FCA, така да званично одгледувачницата постои од 2011 и се надевам дека ќе постои уште долго. Кажи ни, Стефан, колку францускиот булдог е застапен кај нас во Македонија и кажи ни нешто повеќе карактеристично за оваа раса? Францускиот булдог како раса морам да напоменам дека во последниве 2 години е се позастапен кај нас. На голема радост, значи, се формира и кинолошки клуб за оваа раса. Сите обожаватели, љубеници на оваа раса може да го најдат на Facebook на официјалната група French Bulldog Македонија. Како што напомена, веќе почнува да се застапува и да се увезуваат се поквалитетни примероци. Навистина ние основачите на тој клуб сме горди затоа што се во Македонија веќе влегуваат добри примероци на оваа раса. Така да искрено препорачувам топло на секој кој сака да се занимава со неа. Твоите французи се со врвен квалитет. Кажи ни кои се награди ги имаат освоено досега? Француски булдог е пред се нејзиниот смешен изглед и карактер кој го носи во себе. Станува збор за една малосидна раса, ја прави домашен миленик, значи станува збор за вистински домашен миленик и миленик на семејството. Живее во строго во салонски услови и се чува дома. Карактеристично за неј затоа што имате миленик кога имате француски булдог, кога немате куч. Претежно не е темпераментна раса, повеќе време го поминува во спиење, но меѓутоа може да ви одговори на сето она што вие го сакате од незе. Можете да джегирате со незе, можете да пиете кафе во град со незе, така да е пратник во животот буквално за се што ви треба. Во моментов ви донесов на гости 2 француски булдози. Станува збор за машко и женско. Мултишампион Лара, тоа е девојката до тебе,
во моментов најтрофејно куче во историјата на Македонија во оваа раса, шампион е на 7 земји, шампион е на Азербејџан, Молдавија, Грузија, Црна Гора, Србија и Македонија. Овој представник што веќе му е тука и досадно, претпоставам, е само млад шампион на Македонија. Така да се стремиме да си го подигнеме еден квалитет, на нивото на квалитет. Погоре се надевам дека во периодот кој престои имаме и доста поголеми успеси. Во моментов плановите ни се освојување на цел Балкан, значи сите изложби кинолошки кои се случуваат и специализирани изложби за расата француски булдог да настапиме, се надевам дека па и сигурен сум дека ќе имаме забележен успех. Кажи ни кој е стандардот на оваа раса и кои се мани може да доведат до дисквалификување на едно изложбено надпреварување? Првата огледувачница за француски булдози е формирана 89-та година и тогаш е признаена званично расата како раса. Стандардот налага кученцето да има пропорционални, значи предни, задни и нозе, поставени рамни, со благо надградување на нивниот грб. Ушите мора да се долго поставени и да се со затворени очни капаци и ноздрата ке носи. Грешки се појавуваат многу често при одгледувањето на расата. Тоа се непигментиран нос, лошо поставени уши, долг копаш и бели ногти. Во моментов значи стандардот ќе претрпи, имаме најави дека ќе претрпи измени, затоа што се уште експертите работат на проучување на стандардот за француски булдог. Веќе разговаравме за заинтересираноста на македонците за одгледување на оваа раса. Кажи ни нешто повеќе за начинот на одгледување и дали е потребно во домот да си имаат некои посебни услови за едно семејство да одлучи да одгледува оваа раса. Чувањето на француски булдог е представува задоволство на целата фамилија. Како што напоменав, станува збор за еден фамилиарен верен пријател кој може да живее буквално во секојдневието со нас. Станува збор за раса која мора да потенцираме, е доста карактерна раса. Верен пријател на дечињата, пријател на целата фамилија. Ја карактеризира нејзиниот смешен изглед, но многу е карактеристично да се напомене затоа што една од ретките раси кои немаат тој специфичен кучешки мирис. Значи дома не може во просторот да се забележи дека оваа раса има некој значителен мирис и ја карактеризира нејзиното митарење. Се митари еднаш во годината, но не обилно. Така да со тоа прави еден од најбараните раси, најпродаваните во последниве 3 години на целиот европски кинолошки пазар. Карактеристично е за нејзе затоа што буквално може да оставите по неколку часа да биде сама во домот, раса која не е многу хиперактивна и не оштетува по куќина. Знаеме, нели, додека се мали може да грицкаат по дома секој вид на работи. Ова раса буквално како што ќе оставите, така ќе ја најдете. Искрено и тоа препорачувам на сите оние на кои им се свига да се ја набават. Ајде да споделиме со нашите гледачи нешто повеќе за исхраната и за хигиената. Кажете ни нешто повеќе за начинот на одржување на влакното. На оваа храна буквално јас како веќе одледувач подолги години на истата препорачувам да и професионалните одледувачи практикуваат исхраната да биде строго на дехидрирана храна. Кај нас за среќа во Македонија се увезува многу убави брендови на храна, така да најдобро е да идните собственици да се раната строго со дехидрирана храна. Имаме повеќе брендови, може да се информираат на различни портали, на различни интернет сајтови кои брендови им одговара да се ги набават. Не се препорачува давање на домашна храна, нели од проблем со диареја, проблем со кожни болести. Тука можеме за крзното да напоменеме дека нивното крзно е доста осетливо и не се митари често. Можеме да бањаме колку и да сакаме, значи не е како оние раси кои не трпат бањање, може да се бања, не треба некој посебен громинг на нив, нормално еднаш во месецот благо четкање, така да немате никаков проблем доколку имате булдог и да се плашите во однос на она како би го одржавале. Премногу едноставен, премногу е лесен. Единствено што морам да напоменам за тоа зните собственици ќе имаат голем интерес, е чистење на овие очни капаци овдека, кои се третираат со памукче и вода кој мора на неколку дена тоа да се чисти. Станува работа за некои 5-6 минути, не е некоја обврска, меѓутоа доколку се заборава, знае да предизвика разни инфекции. Така да препорачувам сите кои имаат булдог да обрнат внимание на очните капаци и нивно редовно одржување. Каков карактер имаат овие кучиња? На прв печаток изгледаат многу интересно, бидејќи имаат згужвано лице и уши на лилјак, што може би остава некаков печаток дека тоа се мрзливи кучиња.
Досега зборувавме за нивните добри карактеристики, ајде сега кажи нешто повеќе за нивните лоши. Така, да, значи имаат смешен изглед, доста смешен изглед, тоа обично сите ги премамува и да се ја набават, смешни ушиња во форма на лилјак. Лоши карактеристики, како ледувач можам да набрам неколку, затоа што понекад во топлото време не сакаат многу да не дружат и претежно времето го поминуваат во спиење. Во зимното време се земурливи, како што гледате, мора да си помагаме со соодветна гардероба за нив. Лоша карактеристика, морам да напоменам дека е испуштањето на гасови, што е нормално кај нив, и она што е благо хрчење во моментот кога ќе спијат. Премногу е смешно тоа, меѓутоа, да, оваа раса хрчи, сето тоа представува едно сладко задоволство. Можеби првиот пешаток ќе ви биде малку чуден, но јас веќе сум научен на тоа, така да не ми пречи. Се надевам и сите некои чува дека го немаат тој проблем сега. И благодарам Стефан за одвоеното време. Благодарам на поканата, на вистина чест ми беше со моите представници на расата да ви бидеме гостин во пријатели. Се надевам дека ќе се гледаме многу почесто. Исто и ние. В продолжение ви следува еден прилог, интересен исто така поврзан со француски булдог. размислување, мечката одлучила да отвори продавница. Дошол зајакот и ја прашал. Здраво, дали имате јаготки? Не, немаме јаготки. Добро, пријатно. Нареден ден дошол зајакот и ја прашал. Здраво, дали сега имате јаготки? Не, немаме јаготки. И ако уште еднаш дојдете, ќе ве закачиме со шајки за зидот. Добро. По неколку дена повторно зајакот се појавил во продавницата на мечката. Овој пат ја прашал. Дали имате шајки? Не, немаме шајки. А јаготки? Се надевам го задржавме вашето внимание. Гледајте ни наредната недела на истото место во истото време. Чао, чао.
Thank